Почитувани гледачи на подкастот Плюс Инфо, ова е втор подкаст што го објавуваме. Јас сум вашиот денешен гостин Жарко Јордановски, а со мене вечерва е професорката Билјана Ванковска. Не знам дали треба особено да се представува, меѓутоа професорката Ванковска е личност долго време присутна во нашата јавност, со настапи во разни дебати, со активизам во граѓанскиот сектор, со колумни и има една импресивна академска биографија како професор на филозофскиот факултет. Меѓутоа, она за што е поводот што ја викаме е нејзината најавена кандидатура за претседател на Република Македонија. Добро вечер, Билјана. Добро вечер, Жарко. Дозволете прво да честитам на оваа идеја, бидејќи навистина мислам дека правите добар чекор. Подкастите се не само модерни, туку и нешто што публиката се повеќе го прима. Драго ми е што сум јас вториот гост и не ви посакувам уште многу гости да ви поминат во ова студио. Ти благодарам. Веднаш да преминеме на работа, да речем. Не сме замислени како подкаст лежерен како другите, можда малку ќе изгледа како она старовремско интервју, меѓутоа тоа е нашиот стил. Кога се презентираше вашата иницијатива за кандидатура, нели се уште не е кандидатура, беа кажани неколку важни точки, дека прво рековте нема да бидете политичка манекенка или случаен минувач во политиката. Рековте дека иако не сте член на левица, се чувствувате како дел од тој тим и најавивте вадење на ракавиците символично, бидејќи помина времето на политичката коректност. Сега сакам барем за овие три точки барем на кратко да продискутираме. Ако велите дека нема да бидете политичка манекенка, дали тоа значи дека моментално на таа функција има политички манекени? На кого точно мислевте? Што се подразбира тоа политички манекен и во која смисла вие нема да бидете тоа? Благодарам на прашањето, затоа што токму за тој израз, навистина медиумите се фатија и оној првиот бран на известувања, во насловот го содржеше тој израз и од оние добронамерни пријатели критичари добив една напомена да не го форсирам тој термин, бидејќи постои кај јавноста тенденција да има она кетчи некоја фраза, нели, која потоа нема да ја земат во целина во нејзиното символичко значење, туку во буквално и дека потоа ќе речат попусто таа зборува дека не е, всушност ќе го врзат за мене како личност, меѓутоа тоа излезе од мене и сега должам објаснување. Така што ова прашање навистина добро за почеток. Зошто го реков тоа? Затоа што вие ќе се сетите дека пред 10 години се обидов како независен кандидат, како граѓанин да ја почнам иницијативата за собирање 10.000 подписи, која заврши, се разбира, неуспешно, затоа што излезе дека системот е скроен за партии, а не за непосредна демократија, за граѓани кои формално правно имаат право да конкурираат за било која позиција, меѓутоа реалноста е нешто друго. Во времето 5 години подоцна, кога мојата драга пријателка и колешка Гордана Силјановска беше прашана зошто прифаќа кандидатура како независен кандидат кој е поддржан од политичка партија, таа ја кажа таа реченица: сметам дека секој оној кој ќе тргне во трката по овој пат, а нема зад себе партиска машинерија, организација, самиот себе се сведува во ситуација да биде политичка манекенка. И што значи мене таа порака навистина задоцнето за мене, бидејќи јас го поминав оној пат така како што заврши, нели? Меѓутоа, значи тоа беше еден сигнал дека ете некој научил нешто од моето искуство или го одмерувал моето искуство и вистина е така.
Значи тоа го сватив во онаа смисла отрезнувачка, нели, дека време на романтизам во политиката е нешто што е можеби минато. Што значи дека вие може да се појавите, да заблескате, неколку рефлектори ќе ве осветлат и ќе згаснете и потоа станувате дури предмет на подбив, на невкусни шеги, ве прават дека сте недоветен, дека сте... Во тоа време ме нарекува од ВМРО ДПМН една амбициозна личност или така нешто. Разбирате, дури демократското право да се кандидирате за некоја функција во демократскиот систем ја третира како нешто селектирано за одредена група, за организација, за машинерија, ексклузивно. Така што овој пат ја сакав да кажам дека добро, ја научив лекцијата, видов дека без партија, овој пат меѓутоа сум должна да кажам дека иницијативата не произлезе од мене, туку требаше да ме убедуваат, бидејќи јас веќе влегов и во една фаза на некакво мое мирување, тихување, умување во интелектуална, академска смисла, се повлеков од медиумите, како што знаете, барем електронските, освен на колумна и Facebook, мојата активност, се друго, така, во некои помирни води, да речам. Кога дојде поканата од левица, мојата прва реакција беше искрено, смеење од срце. Не би ми паднало на памет во овој момент. Додека потоа навистина не бев соочена и од домашниот мој фактор кој ми рече: ако сега не се нафатиш во битка и не влезеш, џабе ти е целото твое зборување, пишување, дека треба радикални промени, дека тонеме, дека ова веќе не се издржува. И тогаш ја донесов одлуката. Кажете ми само накратко како тече, какви се првите реакции на веста дека се кандидирате? Како тече иницијативата на собирање потписи? Имате ли проекција дека лесно и брзо ќе се соберат или повторно може да видите? Нели формално правно чекаме да се распишат изборите, па потоа има период од 10 дена ДИК да ги подготви своите тие задачи, отварање канцеларии и сето тоа. Така што процесот на собирање, фактичко собирање потписи ќе почекаме барем уште можеби 2 недели од денес или не знам точно да го кажам рокот. Меѓутоа правиме селекција, бидејќи јас бев заплисната со цунами на пораки, на сите можни месенџери, апликации што ги имам, од луѓе кои беа изненадени, онака како што впрочем ја сама себе се изненадив, бидејќи ова не го планирав, да било некаде во картите. И сега правиме една, да речам, ги сумираме резултатите во тој дел дека мнозина се понудија сесрдно да помогнат како волонтери, да се вклучат, значи, на терен, се што треба да се трча, флаери, делење материјали, информации, помагање да се најдат канцелариите на ДИК и слично. Тоа го работиме. Се разбира, работиме на промотивните спотови, кампања и флаери, и сето тоа што подразбира вистинска кампања. Тоа веќе го кажав на неколку места, дека моето чувство е навистина многу убаво и инспиративно, затоа што ме окружува една позитивна атмосфера на луѓе кои веруваат не само во мене, туку веруваат и во себе и во тоа дека можеби сега е моментот за некаква промена во политиката од она црно-бел свет. Добро, вика дека веруваат во вас и дека е моментот добар. Дали веруваат и во она што како идеологија е во позадина и на левица и на вас? Тоа е она третото што го кажавте, дека не сте член на левица, меѓутоа вас ве врзува приврзаноста кон една иста левичарска идеологија, дека меѓу вас постои синергија дури без да се координирате, да знаете кои се ставовите и така натаму. Меѓутоа, од она што можеме повеќе од левица, отколку вас за разни прашања, бидејќи тие на дневно ниво функционираат, ми се чини дека на некој начин левица ја рециклира идеологијата на едни минати времења, она што го викаме комунизам или денеска можда ќе го наречат неокомунизам, на некој начин препакувано,
може би премногу се игра на сентименталноста, на сеќавањето на некои подобри времиња, како на луѓето да им се нуди посветломината наместо посветлинина. После кај некои млади луѓе кои не немат сеќавање па на тој, се идеализира тој период на екс-Југославија во мода и ретро. Дали можете уште малку да ми кажете каква е, кои се тие клучни точки на денешната левица? До некаде ќе се сложам со вашите констатации. Ние сме една друга генерација, јас сум веројатно и постара. Кога велам дека сум левичар, мене социјалните корени ми се работнички и тоа не е во некаква фигуративна смисла, туку најбуквална смисла, така што јас сум порасната со таков дух, во такво семејство. Секогаш сум била свесна, дури кога станав професор, дека не смеам да станам дел на некаква елита, туку да го одржувам тој близок контакт со човекот, со оној работниот човек, би рекла. И сега ќе ви откријам една работа што многу колеги ќе ми ја замерат, колеги професори, дека близината кон мене повеќе покажува техничкиот персонал, чистачките, службениците и така натаму ме чувствуваат како некој на кого може да му се обретат, да го прегрнат, да го прашаат како сте. Добро. Разбирате, во академскава фела така знаеме да бидеме малку по Меѓутоа, како на ниво на идеологија, на идеи, дали ви уште може да се врати верувањето на улогата на работничката класа како историска, на диктатура на пролетаријатот, на не знам, односот на класите, експлоатацијата. Што е проблемот? И вие сте во право со вашата перцепција. Дали може да се каже, мислам, барем постои општо прифатено мислење дека комунизмот, идеологијата на научниот социјализам, како сакате, историски не го положи тестот. Не, тука не се слушам. Дали, што би им кажеле на тие дека падот на Берлинскиот зид е крај на идеологијата на комунизмот како светски процес, комунизмот како парадигма за општеството? Што би му одговориле вие на тие што викаат дека едноставно рециклирате една мртва идеологија? Да разграничиме две работи. Од една страна е начинот на кој левица успешно или помалку успешно го презентира она што го смета за свое идеолошко верују. И како ти... Меѓутоа, видете, станува збор за млади луѓе кои затекна и себе се нарекуваат деца на транзицијата со полно право. Значи, тие ги формираат своите левичарски убедувања и верувања, делумно, веројатно на она носталгично минато од своите родители кои им кажуваат како некогаш се живеело, транзицијата беше травматично време. Значи, друго е за мене. Јас зборувам низ една поголема временска перспектива, затоа што значи, ако ве добро разбирам, транзицијата не успева, па сега ќе се вратиме назад кон петокраката, кон револуцијата. Левичарењето и левата идеологија одат многу напред. Ние ги имавме неодамна за гости, штета што медиумите не ги искористија, Клер Дейли, Мик Валас од Ирска Европратениците, па да направеа, мене ми беше многу жал, што велам, имате ексклузивни луѓе, гости, со кои можете најбомбастично интервју да направите, подкаст или било што, никој тоа не го искористи. Јас ја имав среќата да се сретнам со тие луѓе, тоа е модерната левица. Тоа е модерната. Значи, што е модерното во модерната левица? Варуфакис е модерната левица. Меѓутоа, Варуфакис крева раце, вика, не знаеме што да правиме. Не. Читајте го технофеудализам, читајте, се откажа од напорите политички да учествува. Учествува во DM25. Значи, јас сум во комуникација со нив, јас сум еден од оние први подписници на таа иницијатива за демократија во Европа 2025. Така. Значи, постојат бројни левичарски движења кои се, знаете,
ставени на столбот на срамот, и ова што вие предмалку го кажете, јас не се сложувам, е дека паднал Берлинскиот зид, пропаднал тој научен социализам, марксизам и така натаму. Добро, ајде нека да се вратиме. Маркс останува највлијателниот филозоф и автор во 21 век. Мнозина од Томас Пикети, само еден да спомнам, од големите, оние што ги викаат нови Маркс, тие нови ликови на таа марксистичка сцена, до многу други, Виджај Прашат, да не редам тука имиња, кои веќе го разбираат новиот контекст, оној што Маркс нормално не можел ни да го антиципира. Маркс, впрочем, и никогаш не дал рецепт како ќе се прави тоа општество. Тој го деконструираше капиталот и капитализмот. Што ја разликува денешната левица од револуционерниот комунизам кој викаше дека треба да се експроприаторите, дека работничката класа ќе изврши својата диктатура историска. Дали нешто од тоа не отпадна, бидејќи јас ги гледам тие петокраки, ги гледам тие тупаници, ја гледам реториката, гледам начинот на капиталистички експлоататори, не знам, империалистички. Добро. Јас ги викам олигархија, окей. Добро, дали ќе се согласиме дали барем дека концептот на како се викаше диригирана, односно планска економија во сите земји. Тоа е застарена. Дали нели е застарена? Нели пропадна? Вашиот начин да го презентирате ова е ги користиме флоскулите што заедно Јас намерно ги користам затоа што знам. Да, затоа што така ги слушам тие. Повторно. Напротив, во ова општество, ако забележувате, ние имаме она што Чомски го вика зададена рамка на дискурс, на јавен дискурс, во кој имате граници. Секој што ќе излезе надвор, тоа се прогласува за екстремист, за радикален, за опасен и сличен. Во рамки на таа... Добро, дали е опасно ако градите слободна економија? Чекајте, ама не ми дозволувате се да го кажам. Значи, ако ние ги имаме границите поставено, каква е таа слобода на идеолошко размислување или делување, ако се што е надвор од тоа е политички некоректно и опасно? Па е некоректно. Ние го оспоруваме тоа. Не е коректно. Просто ќе ви кажам. Затоа што и она Чомски, неговата идеја од каде е? Америка има демократија, окей, има двопартиски систем и вели разликата е како меѓу Пепси и Кока-кола. Така? Олигархијата е таа што владее, личностите на естаблишментот се практично марионетки. Сега едно нешто сакам да ве прашам, ама најотворено. Да. Колку левичарската идеологија, начинот на кој размислува левицата, и тоа дека е надвор од дискурсот на демократијата, бидејќи вие викате дека е тоа... Јас не мислам дека е надвор. Не, ако вие викате дека... вие, ако се држиме за вие сега кажавте дека... Да, сега кажавте дека... Тоа е за мене квази демократија. Не зборувам за тоа. Не е демократија, ако јас сам на денот на избори. Колку е компатибилна левицата да учествува во секојдневниот политички живот на држава која се определила за да биде слобода на предприемаштво, слобода на движење, слобода на говор. Ама вие ми зборувате за догми. Не, кои се догми? Слобода на движење е догма. Не, слобода на предприемаштво и капитал. Така, тие се догми, нели? Се доминантни. Нели ова е истиот дискурс. Ако нешто не ви се допаѓа, тоа е догма. Ако некој ви каже дека експроприацијата е некоја контрадогма... Најдовте една мала партија. Не е мала, не е... Чекайте, се зборуваме за партијата Левица која ме поддржува. Така сега, ако сакате филозофски да разговараме на ниво на парадигми, дали може левичар, како функционира левичарска партија во демократски амбиент на повеќе на плурализам? На многу тежок начин, како што гледате. Левица е оцрнета од сите медиуми како ултрадесна, фашистичка, поцрна од ѓаволот. Дали е... Некој ќе помисли да не знае дека левица владеела 30 години во оваа држава. Тоа е нонсенс. Дали е лага ако каже дека ставовите на левица се прилично националистички десни
Зашто мислите дека национализмот е десна, ама изгледа ние сме дозволиле ВМРО да ја окупира идејата дека само ние сме не сакам да зборувам вака. Не. Левицата Гоце Делчев е социјалист, ве молам, мислам да не се навраќам на нас. Еве на практично ниво. Имаме партија, два пратеника има моментално сега во парламентот, че има најбрже да има. И таа партија, јас не можам да ја перцепирам да соработува со било која партија. Не дека некој јас не можам да видам. Како ќе видам како ќе видите кога како новинар и како интелектуалец не давате шанса левица да ги артикулира своите ставови. Јас сега ја имам ова ретка прилика и тоа само затоа што сум професор, што имам зад себе некој бекграунд и сум во оваа позиција на некој што ќе се бори за председателски. Сега биде простено, меѓутоа јас работам во медиум, ние редовно известуваме за сите настани и ставови на левица. Имате национални телевизии на кои главен уредник вели додека сум јас овде, а Пасиев нема да влезе затоа што ја го сметам него за црнокошулјаш. И се што да правите тука со таа слобода? Многу го сметаат за црнокошулјаш. Нека го сметаат. Еве јас не го сметам и со Ама знаете што? Го сметаат сите останати партии во парламентот. Еве да ги набројам сите. И сега што? Да се самоукинат? Па сега јас пред некој ги следам настапите на левица. Вика вака, ние немаме намера да бидеме на власт. Јас немам намера да влегувам во дефетистички и дефанзивен гард и да бранам нешто што и се импутира на левица. Еве да го тргнеме тоа што се импутира. Јас од ова место и од овој ваш подкаст ќе испретам порака до вашите колеги, не до вас. Верувам дека вие и во иднина, веројатно на ова место ќе го имате и Пасиев или било кој што ве интересира. Вистинската демократска култура се покажува тогаш кога им дозволувате право на говор на оние со кои не се согласувате. Тука се сложуваме. Апсолутно. Значи, ако ова партија и овие луѓе се постојано турнати во некој чоше и обележани и посрамени без да воопшто имаат удел во ситуацијата во која се наоѓаме. Никој не вели дека се тие виновни за нешто. Замерките може да се објаснам, не само тоа. Настапот и никој не замерува дека ставовите или конкретни реакции се спорни. Меѓутоа кога ќе слушате идеолошките постулати на кај треба, што треба да се прави и како е реториката. Еве просто ќе ве прашам, еве видиш тоа. Вие викате дека се жигосувани и така натаму. Дали да речеме не жигосува левица кога сите што невладини сектор кој да речеме се финансира од Институт Отворено општество ги нарекува соросоиди, сороспи, платеници, малтене, тоа не ли е сатанизација? И еве да ве прашам, дали вие сте биле дел од тој невладин сектор во смисла да сте користеле грантови? Аз знам дека сте користеле. Се разбира, така, не го крием. Како тоа го доживувате? Каков е тој однос? Значи ние во демократијата викаме дека граѓанското општество е важен декор. Дозволете, во демократијата нема свети крави. И никој не е ослободен од критика, вклучувајќи го и тој свети невладен сектор, кој одигра една толку драматична улога во пресвртот во оваа земја. И сега ќе ви изненадам, бидејќи вие, односно дел од јавноста, ја напаѓа левица заради учество во шарената револуција. Ја не сум била, значи, еден ако ми најде фотографија или што нека повели да ја сподели со јавноста. Јас доволно бев цинична и критична за да антиципирам во што се тоа претвари и зошто се користи. Таа шарена револуција беше преврат државен инструиран однадвор, поттикнат и поддржан. Од кого? Она што Джефри Сакс ќе ви го објасни многу убаво, covert operations of the US administration и така натаму. А зошто се случило тоа? Јас не велам дека не постоеа внатрешни потреби. Меѓутоа, ако вие на народот не му дозволите самостојно од grassroot движење
да се справи со своите диктатори, своите корумпирани елити и слично. Мислите дека немаше автентичен порив да се биде Имаше против делумно, режимот, да го наречем? Имаше делумно. Луѓето мислите дека платено одеа таму? Видите, не платено, видете сега кој седи у владата и кој е вице-премиер. Па седат 5-6 души. Па немојте сега, оние што не се оние гледаат илјадници што одеа и секој ден пешачеа пред... Па сега, знаете, така? ако почнеме така да си ги мерим, не да си го мериме народот... Добро, дали имаше потреба? Видете, јас имам, кој сака, ми кажавте пред емисијата дека ги читате моите научни трудови. Јас имам научен труд за шарената револуција, како да ви кажам, една изгубена шанса за македонска пролет. Практично нешто што беше фейк за мене. Може Пасиев нема да се сложи бидејќи учествуваше, беше на улица. Ама јас ве прашав дали беше потребно, почнавте да објаснувате дали имаше потреба или не. Извинете. Ама сакав уште еднаш да ве прашам. Дали имаше потреба за таков луксус? Дали беше нужно или требаше да продолжи тој режим да се остави на мира? Не, јас не велам тоа. Јас во ние, значи можете да ги погледнете сите мои колумни објавувани во времето на шарената револуција. Јас не сметав дека треба со мојот скап велосипед или кученце да се шеткам 2 сата за да покажам колку сум револуционер. За мене тоа фейк. Тоа го дадов интервју за словенечко дело. И има едно големо интервју со словенечки новинар во кој кажав ова не е грасрут движење, бидејќи вие обичниот човек, кој најмногу страдал од режимот, не го гледате, ги гледате луѓето кои се социјално обезбедени, кои имаат тоа што им треба и можат да си дозволат луксус да се прошетаат 2 сата во денот, па за викенд ќе направат тајм-аут, па ќе скокнат до Грција, па ќе се вратат, па имало празник. Не е тоа револуција. Револуција е крвава револуција, не мора да е крвава. Не, јас сум од мировни студии, така што граѓанскиот отпор, граѓанскиот активизам можеме без грам срам, извинете, да го жигосаме како го нарековте, фейк, другиот нема болест. Јас сега ова ќе ви кажам, вака ќе кажам, може би беше помогната шарената револуција. Не може би беше... Меѓутоа, една работа, и сами рековте, беше потребна и нужна, а трето што ќе се согласам, дека на крајот ефектите беа катастрофални, тоа што викате кои луѓе. Меѓутоа, мора да се одаде заслуженото важност на тоа дека некои луѓе тргнаа. Дали тоа го правеа, дали некој се согласува со методите на прскање и така натаму? Тој чин кој за жал не му се даде можност да биде автентичен и да навистина собраниот гнев. Имаше гнев. Имаше и кај мене. Почна со гушењето на автономијата на универзитетот. Ја бев еден од првите луѓе што го формираше професорскиот пленум, тоа е точно. Иако некој викаат сум се истурала во први редови, нема врска. Нема тоа врска. Битно беше дека за прв пат академската фела се дигна, кажа не дозволуваме, ќе браниме својата автономија. Тоа случајно коинцидираше со бомбите на Заев, со политичката таа трансформација и тука почнаа да се мешаат нещата. Во сите сегменти. Затоа и мене денес ми викаат, таа е шарена, таа е ваква, така. Тие веќе не разбира што е пленум, што е шарена револуција. Меѓутоа, битното прашање, тоа е нешто што една Арундати Рој го има енџиоизација на отпорот, на народниот отпор. Кога NGO-ата ќе го земат за себе правото да зборуваат во име на работникот, на селанецот, на оној што има, не знам, други социјални проблеми, ранливи групи и слично. Вие, исто како што партиите викаат, пуштете не, ние зборуваме во ваше име, ние сме ваши единствени репрезенти. Исто да го прават и невладините. И тука тоа станува бизнис. Значи, ја не знам невладина организација која не живее убаво како бубрек од лој, мислам. Сега имам и пријатели во овие странски агенции кои ми кажуваат. И мене ми е навистина жал затоа што јас предавам политички систем, значи
демократијата, се обидувам на студентите да ме објаснам. Имаме дел за цивилно општество, за разни концепции како тоа треба да изгледа и сето тоа. Меѓутоа, мене, знаете што ми е жал? Не ми е жал што се случи шарената револуција, туку што беше злоупотребена, изгасна на начин кој сега праќа такво горчливо чувство и недоверба. И сега нам ни се случува онкологија, нема народ да излезе. Замислете се, више народот не верува во тоа. Како еден антипод, ја спомнавме шарената револуција, дојдовме до нека појасна слика кои се вашите гледања на незе. Како гледате на 24 април, 27 април 2017, дали тоа беше, да речам, grassroot, како што викате, дали беше инструирано, дали беше обид за да се спречи трансфер на власт, дали беше обид да се турне власт, дали беше црн четврток или беше светол четврток? Има различни гледања на тоа. За мене како гледате вие на тоа? Јас гледам како левичар во диалектика, теза, антитеза, акција, реакција, така што синтезата е заклучокот дека двете димензии на овој, би рекла, до некаде од двете страни, значи не им давам кредит 100% сте во право, ни на шаренава варијанта, ни на она црвено-жолтата, во која исто јас не учествував, можете да проверите исто така, иако бев поканувана, затоа што па таму не можев да прифатам извици од типот на чиста Македонија и нешто што ми е туѓо како морален кодекс или гледање на општеството. Меѓутоа, двете страни има одредена кауза за која вредеше да се бори. И кризно беше времето. И штета е што политичарите и особено странскиве, да речам, ментори, туркаа една димензија, запоставија другата, знаеме сето тоа како заврши. Оно што јас, ако сакате да кажам, замерка на ова второто движење, кое кулминираше на 27-ми, беше што тие неподготвени или не знам веќе сега како они си планирале дека тоа ќе заврши. Организирани. Да ме прашаше некој мене или да бев јас во ситуација да го водам тоа, јас можеби ќе сакав да видам народ во парламент, што не е сцена која не сме ја виделе. Ние сме се радувале кога влезе народ Милошевиќ да го урива. Така, влезе во Скупштината у Белград. И тоа беше победа на демократијата. Го гледав истото и во Америка со Трамп, нели? Да, Трамп е исто една ситуација, па во една поинаква димензија. Така да, сакам да кажам, ако е тоа народен дом и домот каде што седат народните представници, таму се случуваат некои работи кои се надвор од волјата на народот, да речеме во чин на протест, го прифаќам. Она што требаше да се направи, она како го викаат се, да не користам многу англицизми, ама не ми текнува на македонски, sit-in, седнуваш. Седечки протест. Седечки. Значи влегуваш внатре и седнувам, нека ме мкне полицијата, нека ме тепа, и тоа ќе беше посилна порека. Меѓутоа, гледате и таму имаше луѓе кои едни пееа химни, правеа во салата, се јуначе, другите тргнаа да тепаат. Некој беа со качулки, некој без качулки. На крај завршивме со една таква карма каша и од аспект на оваа непосредна демократија која сакам да ја видам, значи македонскиот граѓанин да е активен, он доби две толку контрадикторни пораки од двата протеста, што сега вели не ви верувам и ќе си седам дома, да, тешко ми е. И сега ние имаме проблем, кога велам се зборувам некој што влегува во политика. Толку така, кога сакате да мобилизирате луѓе, мене ќе ми треба да излезат до канцеларијата на ДИК, да дадат подпис. Народот се плаши. Се плаши да оди пред државен орган. Се плаши лайк да стави на Фейсбук, затоа што, знаете, и затоа приватно комуницирам. Значи, ние имаме како резултат на една наводна револуција, една друга наводна контрареволуција. Контра или како да не речеме, нели, да не земаме страна. Меѓутоа, двете тие работи заедно не создадоа научени лекции за еден народ кој ќе тргне и потоа ни се случи преспа, како што ни се случи.
за мене многу Ќе се нафалиме, травматично ќе се нафатиме, време, ќе ги кое поминеме, исто да. така покажа дека народот не излезе масовно на улици тогаш кога мајко му требаше да излезе. Така. За мене е тоа многу травматично време, исто како Сакам, кулминација. ми се разјаснуваат некои ваши гледишта. На моје задоволство пријатно, значи не се црно-бели работиве никогаш и добро е што постојат неанси. Сакам сега да ве прашам за една работа под предпоставка ви одите да бидете кандидат и да победите на избори, да бидете шеф на држава, председател на Република Македонија, председателка на Република Македонија. Од сето она што го знам од вашите јавни настапи и што ги гледам вашите политички поддржувачи од партијата која што сега викате, нели не сме манекеници, сега имаме партија, нели? Меѓу другото ќе биде една синергија. Ги гледам некои клучни точки во таа реторика и се обидувам да замислам како може покрај толку критичен однос кон НАТО, САД и така натаму да функционира еден председател со таков однос. Например, ние сме членка на НАТО и вие доаѓате за председател. Да. Како ќе се однесувате, да речеме Македонија како членка на НАТО? Јас имам многу добар одговор на тоа, меѓутоа тоа веќе навлегува во делот на мојата програма која е веќе готова, целосно финализирана и преведена и на англиски дури. Меѓутоа, ако почнам сега да ги вадам од ракав адутите, што би правила... И вие држите адути па како сега, некои други? Не, видете, јас сите можат да погодат и добро забележавте дека јас сум против НАТО. На времето сум зборувала, дури кога било жешко прашањето со името, па што да правиме, јас сум вела и сум била единствена, можеби, покрај, да не спомнувам имиња, уште еден мој постар колега, ја други не знам дека се јавно декларирани како анти-НАТО. Тоа бил мој принципиелен став. И сум велела дури и подуставно име не за НАТО. Добро, и сега ако бидете председател, дали ќе покренете иницијатива да се излезе од НАТО? Јас минимум што ќе ви кажам во оваа прилика, ако имаме понатака можности во некоја позрела фаза од кампањата, ако имате вакви соочувања или разговори, тогаш ќе ви кажам повеќе. Сега ќе ви кажам дека почетната точка е 30 септември 2018-та неуспешен референдум на прашањето дали сте за влез во НАТО и ЕУ со замена на името Република Македонија. Така гласеше прашањето. Државната изборна комисија излезе со легален документ кој постои во архивите на оваа држава, во кој вели референдумот по тоа и тоа, со тоа и тоа прашање заврши неуспешно. Она што предвидува правниот поредок е дека во рок од 30 дена властите треба да го усогласат своето однесување согласно одлуката на народот. Потоа почна приказната за консултативен референдум и слично. Меѓутоа, ако гледаме врз база на правни факти и одлуки, овој народ никогаш не бил прашан на вистински референдум, онака како што е предвидено со Уставот, дали сте вие за членство во НАТО. Беше земено здраво за готово, сите се за, консензус, there is no alternative, TINA principle, сега пак е англицизми, ама што да правам, there is no alternative, нема друга алтернатива. Значи, ние како општество за 30 години немавме таква здрава јавна сцена на која некој како мене ќе седнеше наспроти некој друг, па таман и да е осамен, ама да разговараме кои се алтернативи. Може вака да резонираме. Македонија има, што го викаат, безбедносно прашање, значи таа е земја обколена со други земји, државата се да биде држава, не е битно, и некаква солуција за тоа било она што го викате безбедносен чадор на НАТО. Само сакам да прашам, не знам дека тие го употребуваат. И тоа е некакво, да речем, математичко нулто решение на проблемот. Ќе имаме мала армија, ќе издвојуваме 2%, ќе учествуваме послушно се и нашиот безбедносен проблем
е адакта. Меѓутоа, Меѓутоа. ако вие велите дека тоа сето спорно нашето членување во НАТО, значи ако добро сваќам консеквентно вие како председател ќе инициирате излегување од НАТО. Тоа е логично со оглед на ова што го кажувате. Дали вие имате некој друг концепт, некој концепт на општонародна одбрана, некој концепт на неутралност, пацифизам, Пак ме влечете во конкретни одговори. Не, конкретно, можеби враќање на воениот рок и милитаризација на земјата како Израел, нешто. Милитаризација, уведнаш, Ајде да кажеме дали ќе служиме воен рок. По принцип на елиминација, на некој што е професор на мировни студии, не му долега прилега. Добро. Значи, она што е мојата... Како го одговарате прашањето само на ако безбедност? може да објаснам. НАТО, рековме, ја не го прифаќам како безбедносен чадор. Знаете зошто? Затоа што она НАТО кој му се ветуваше на овој народ, ќе дојдат инвеститори, ние безбедна дестинација, сите тие прво гледаат дали си членка на НАТО, па ќе дојдат. Во моментот кога пукна украинската војна, заврши приказната. НАТО се стреми кон глобално НАТО. Значи, тоа не го зборам јас, тоа го зборат првите луѓе на НАТО. Тоа е глобален систем за безбедност, тоа не му може, името. ние имаме Обединети нации кои има колективен систем на безбедност. Ега, ајде да се договориме. Дали НАТО ќе војува против Обединетите нации кои имаат повелба? Не сакам јас сега да ги решам светските... Јас сакам да Македонија влезе во тој нов свет во кој нештата се менуваат. НАТО нам сега не ни гарантира безбедност како што ни беше ветена. Затоа што нештата се променија глобално. Така. Не, НАТО ја направи Европската унија своја филијала. Значи, сега... Разбирате, Европската унија се милитаризира. Германија се милитаризира, зборувам за издвојувањата во воениот буџет. Шведска влегува во НАТО, Норвешка, еве ги сега Трамп им вика, ако победам, ќе ве откачам. Па другите викаат, па ние ќе правиме европски сили. И што правиме ние сега? Значи, ја не морам НАТО да го... Не можам ја Македонија... Чекајте. Ако ме прашате што правиме, јас ќе кажувам, а јас сум овде дома. Добро, еве, јас ќе ви кажам дека рековте дека јас ако станам председател ќе ја извадам земјата од НАТО. Ја не морам да ја вадам, Трамп ќе ја извади. Затоа што ќе го распушти НАТО. Имаме ли ние свест за својот национален интерес? Тоа ме интересира. Ќе се вратиме. Тоа излегување од НАТО сигурно нема одма да се случи, нели? Има процедура, има процедура, си постои формална процедура. Имаме држава која е членка во НАТО, екс официо, вие... А што е вечно? Сега вака. Не, многу конкретно ве прашувам. Вие влегувате како председателка и ние имаме поддршка за Украина, даваме финансиска помош, Зошто даваме Дали помош? вие... Зашто даваме помош за продолжување на една војна во која досега загинаа половина милион луѓе? Дали, например, ќе оставите вето, како што става Румен Радев во Бугарија, на, да речеме, евентуално владени одлуки? Председателот нема право на вето во тој домен, така што... Како врховен командант на армијата? Не може вето да стави, значи тоа се споделени на грешности, така натаму. Мојата заложба и како човек, и како интелектуалец, и како професор, и како политичар е идентична. Нам ни треба дипломатија, нам ни треба прекин на огнот и во Украина и во Газа. И било каде што не можеме ние да фаќаме страна. Ја ве разбирам, нова студена војна, ние сме со добрите дечки во НАТО, вие сите ништо не реков јас тоа, само го... Ја парафразираме општата приказна што се продава. Напротив, ако тргнеме така, што викаше Ганди, око за око, зап за зап, и на крај сите слепи ќе одиме. Светот тргнал по таа насока. Значи, јас сум длабоко вознемирена од тоа што се случува и мислам дека спиењето на тоа уво НАТО ке не штити е многу... Не е тоа спиење, тоа е едно, да речем, симплификација, ако ми простите на изразот, вулгаризација на еден многу сериозен проблем, тоа е живот и смрт. А тоа се вика безбедност. Живот и смрт зависи и од... Не може да го абсолвирате само со еден, како го рековте? Сакам уште еднаш да ве прашам. Дали вие зборувате дека Македонија би ја извадиле од НАТО?
Јас ќе ви ја објаснам таа цела работа тогаш кога ќе дојде време. Билјана Ванковска, која напишала книга, можете да ја најдете бесплатно на македонски и англиски, ги повикувам и гледачите да си прогуглат, одма ќе ја најдат, таа е широко достапна, бесплатно. Македонија на линија на фронтот, членството во НАТО. Тоа е насловот на книгата, таму ќе ги најдете, иако е книгата пишувана пред војната во Украина, ја стојам на секој збор што е таму напишан. Така што јас немам намера да сега овде се представувам како некој врховен командант кој не знам што ќе прави, меѓутоа како одговорен човек и лидер кој ќе води сметка прво за националните интереси, за мирот и во земјата, и во регионот, ама и во светот. А не ми одговорите на прашањето. И ја нема да дозволам, ја мислите дека случајно ја носам шамијава околу мене. Ете, не сум знаела дека вакви ќе бидат прашањата, меѓутоа ова е мојот став. Ова е мојот став. Тоа е ставот за про-Палестина и така натаму. Про-мир, односно антивоен став. Така што од мене можете да очекувате само антивоени ставови, мировни иницијативи. И штета е што Бујар Османи како председавач на ОПСЕ ја прокоцка својата шанса, се шетаа по Киев за да, како сите други, да се продефилираат и сликаат со Зеленски, без да се направи минимум обид за некакво приближување и запирање. Знаете, своевремено постоеле сини шлемови. Добро, извинете, денес Ванковска. Одиме на чекајте Украина да победи Русија. Не, тоа на страна. Значи, не на страна, ми останавте должни за одговор ако се излегува од НАТО. Кој е вашиот? Вие сте професорка на ОНО ЈОСЗ, така? Не, ОНО ЙОСЗ, немојте се асистентка на тоа, нели? Немојте се да го девалвирате. Значи, тоа е од некои времења. Јас сум прво доктор на правни науки и јас сум кадар на правниот факултет. Немојте се. Дипломатијата дали може да биде замена за било каква безбедност? Се разбира. Геополитика на мирот, како што вели Джефри Сакс. Прогуглајте, пробарајте. Тоа е одлично. Значи, Джефри Сакс е инаку патем дел на Центарот за глобални проблеми. Добро, барем едно нешто е јасно. И, значи, постојат луѓе кои работат на мирот, а не на војната. Одлично. Јас мислам дека... Ја мислам дека ние сојузници имаме, само не си ги знаеме. И како беше она со Асан, каде Асан, па сите други, така и ние. И веруваме во бајки кои се во радикално изменет свет. Знаете, тоа е многу лесно ќе му се допадне на некои луѓе што го гледаат. Се надевам за избору. А може да биде национална катастрофа еден ден. Пак сега. Мислите се не сме во катастрофа? Не, сега сме во еден вид катастрофа, па може би се разни видови катастрофа. Не. Полоша катастрофа од ова тешко од оваа катастрофа, затоа што нам не ни се закануваат соседите. Добро, се извинувам. Во воена смисла. Сега не. А што? Па нели е НАТО миролюбива алијанса? Немојте сега ми кажете дека ако излеземе од НАТО, Грција или Бугарија или некој ќе не нападне. Јас не знам, меѓутоа една земја и еден председател треба да имат одговор на прашањето базично. Јас ќе имам и ќе ви ги дадам сите одговори кога ќе имам рамноправна не мора мене, ќе ги дадете на јавноста, се разбира. Тогаш како ќе изгледа Македонија надвор од НАТО, како ќе се брани со цвеќиња или ќе се брани, може да биде тотално демилитаризирана Македонија. Ете, гледате, почнувате и вие да размислувате за алтернативи, не морам само јас. Нема проблем. Значи, прв пат во живот да видиме дека НАТО не значи апсолутна безбедност, НАТО значи одговорност, значи воени издатоци, значи утре војници, ние и тоа малку вооружување што го имавме го пративме во Украина, сега купуваме некои глупави противвоздушни овие системи за НАТО одбрана. значи и солидарност, да речеме. А војната се смени, се води со дронови. Мислам, се немаме време да влеземе во таа драматика, сега да кажам нешто да се промени. Ми се јасни вашите односи сега кон НАТО, не ми се јасни тие алтернативните, до ред, тие ќе ги оставиме. Не е време да ги кажам. Исто така, често во реториката и ваша и на левица се, да речам,
критички, ако не хиперкритички, е односот кон Соединетите Американски држави. Да. А тоа е држава со која ние имаме договор за стратешко партнерство. Вие пежоративно го нарекувате калето ова прави, калето она прави, сад ова прави, тони се империалисти, хегемонисти, тие се злите. Тоа е една сатанизација модерна која е многу сатанизација, ако самите американци, добро, тие имаат самите путер и американци вина. го зборуваат Сега тоа, вака, има на самите американци не. Мислам, сега вака, доведувате сега вие 350 милиони сакам нешто народ друго да ви дека- кажеме. Вие викате вака, вие влегувате во политиката во една ситуација кога ние сме во НАТО и сме стратешки партнер на САД. Значи, Ние сме привезок едно Добро, мало добро. никакво врзано и веруваме дека сме партнери, ние не Така, сме значи, партнери. мислите дека треба Па да ние се сме распи. колонија. Да, колонија. Да, Добро, ние добро, сме добро, ме колонија, сваќам. да. Значи, стратешкото партнерство ќе го гледаме како колонија, а Што НАТО... добивме, ај кажете ми, од Не, 2008 година. Не можам сега да набројувам што сме добиле, не сум јас адвокат нивни. Јас само сум тука да вие што подобро ги браните своите Добро, гледишта и ставови. Тогаш дозволете ми да одговорам. Апсолутно, нели? апсолутно. Пошто гледам дека толку ве Не, загреа. не, тоа може оваа наша така ви размена. изгледа едноставно Не, мора ми се да допаѓа, ми се допаѓа. мора да се Ми слушнат се против допаѓа, аргументите. Апсолутно и многу сум благодарна што Сакам да извадите од не себе сакам- аргументи најдобри што можете. Апсолутно ви благодарам и убаво е да има размена на мислења, не вие да последувате некои напишани прашања, ја да зборувам сама за себе. Убав е диалогот и ви благодарам за тоа. Тежок е диалогот, ама И е... треба да биде и можеби тоа ќе покаже зашто овој подкаст е значаен. Така. Инаку ако имате само манекени со кои ќе се согласувате се, тогаш џабе ичнеатирајте оваа работа. Да, Америка е земја која во моментов ја игра таа улога на хегемон, кој е разочаран од фактот дека се појавуваат контраполови, и затоа зборуваме за мултиполарен систем. А моментот на американската хегемонија во тој униполарниот момент е минато. Сега веќе светот станува сложен и не велам за подобро. Не велам, напротив, мултиполарниот свет носи она што го викаат коалиции кои се менуваат shifting coalition. Сега ги гледаме. Ова што се случи со Украина ги натера Русија и Кина да се сближат, што не значи дека ќе биде трајно. Во тој мултиполарен свет, така. Каде вие би ја сместиле Македонија? Во кој од тие мултиполарен? Македонија во моментов е како Нели рековте дека е мултиполарен? Светот е мултиполарен, Македонија е заслепена во баја. Добро, тоа ќе го отфрлиме. Значи, сватив дека тој не е за вас опција. Тој западен и така. Кој е опција? Не, опасно е, знаете Од тие што? полови, рековме, има повеќе, БРИКС, не знам што. Кој пол на планетата ние би биле, кон што ќе се свртиме? Бидејќи човекот гледа кон нешто. Ние треба да се секогаш. свртиме прво кон самите себе. Ние Што има кон досега, Ќе ние видиме- досега се однесуваме како колонија која се поклонува кон овие моćните и тоа сме фатиле страна. Добро, И викаме, во светот на мултиполарноста значи сваќање страни. Значи, Не, дали чекајте, страната на меѓународното право, Добро. а не на, Добро. како го викаат сега, Кој го поредок репрезентира? заснуван на правила што ги дефинира Вашингтон. Тоа Тоа е е една изигрување на симплификација. меѓународното право. Добро. Rules-based order, тоа не го измислив ја, US Embassy, Силата е право. Администрација го измисли. Каде е тука? Добро. Каде е Сега тука? имаме ние случај да една Јужна Африка која до вчера не знам, никој не ја перцепирал за важна, е важен фактор пред Меѓународен суд за правда. И се бори за вистинска кауза, додека Америка го вооружува Израел, ве молам. И сега вие ќе ми кажете, ние сме стратешки партнери. Добро, значи- И треба да им аминуваме се. Видите, ништо јас не ви кажувам, Значи, само не, вие кажете сега- си ја- кои се за вас се зборуваме- стратешките партнери и ги кажавте. Стратешки партнери ќе бидат сите они од кои ние можеме да добиеме економска полза од овие политички дарови, демократија, ова, она, ама слушајте на ваша штета, доста е. Би сакал Овој уште народ малку да ми има кажете. мака со сиромаштија, има Така. мака со немање работа, односно ние имаме мака што децата ни отидоа и останавме стари луѓе дома.
разговарав вчера со колешка од Србија што ми го кажува истото. Вели нема луѓе по автобусите возат, луѓе од Бангладеш, од Виетнам, од Пакистан, од вамо таму. Нема, значи целиот регион се што е вредно веќе заминува. Дали можам да ве прашам каков е вашиот однос кон Европската унија како концепт на некоја заедница од држави? Дали ние формално правно имаме од порано зацртано повеќе партии кои репрезентираат поголем дел од населението, дека сакаме да бидеме дел од Европската унија, членки и така натаму. Што мислите за таа стратешка определба? И таа е погрешна? Да, беше убава додека во грнето има мед, па и во бракот е се убаво, кој ќе се изеде медот, почнуваат проблемите. Европската унија, меѓу другото, значи не е само естаблишментот кој ние си го замислуваме во Брисел и Урсула и Борел, градинарот кој сите други ги смета за дивјаци, туку е Европа и она на фармерите кои протестираат и кои викаат без земјоделие нема живот и доста даваме пари за војна, сакаме за социјални потреби и слично. Значи Европа е во криза благодарение на променетиот глобален контекст, војните и така натаму. Добро, ама таа и таква Европа, дали Македонија треба да им се приклучува или не треба? Ние треба да се приклучиме на делот на Европа, сега затоа јас инсистирам дека Европа не е некаква хармонична, единствена слика, монолитна, туку во Европа се одвиваат во исто време бурни процеси од доздола, од лево, од десно, и десницата. Гледајте Германија, со крајна левица и крајна десница кои сега ќе се судрат, канцеларов е на заминување со 20% поддршка. Така што многу динамично место, Европа секогаш била круцијална за состојбите во глобалниот поредок, сега ние не знаеме кај се одвива. Меѓутоа, во свеста на нашиот човек е всаден еден чип намерно, тој е дел на таа некоја пропаганда која го смирува. Само уште ова да истрпиме, уште малку да промениме уставот, преамбулата и Европа ќе не храни, како што Венко Антоновски убаво рече, НАТО ќе не брани, овој ќе не храни. Помина тоа време. Јас сум дел на левичарските кругови во Европа, вклучувајќи значи го спомна Варуфакис и Дием, тоа е иницијатива за демократизација на ЕУ. Ако оставиме вака каква што е, ама за да ја оставиме и да не ја оставиме, простите што ќе ве прекинам. Изневери сонот за Европска унија во она најубава смисла на обединети народи европски кои работат на, не знам, социјални агенди и слично. Ова е сега милитаризирана Европа. Многу едноставно ве прашувам, таква Европа, каква што ја портретирате од ваша перспектива, добро, дали ние да го продолжиме тој процес на пристапување кон таква Европа, па да се секираме за сите нејзини недостатоци, како еден од рамните... Ние треба и сега да се секираме, ако па не можеме од надвор да се секираме. А како не? Можеме како, нели рековте, цивилното општество било важно. Ајде да го видам, нека се ангажира. Добро. Таа хоризонтална линија. Не е само со комесарите кои доаѓаат од Брисел. Дали консеквентно на тоа и тие пречки што ни се поставуваат на патот кон таа евроинтеграција пречките се само негација на Европската унија. Таа сама си ги гази принципите кои ги поставила. Со Копенхашките критериуми, со мотото единство на различностите. Па мислам, ваков експеримент на светот нема. И ако сме ние подготвени да сите своји, значи во теоријата на водењето на државата постојат витални интереси, постојат национални интереси, ние сме оперирани од тоа. Не, ние што ќе каже тоа, па после ќе видиме. Не може така. Значи, јас сум за тоа, може ќе ме наречете суверенист или некој друг, тоа ќе го заклучи, меѓутоа јас мислам дека конечно време да се свртиме дома. Како да очекуваме дека сме заслужила европска перспектива кога дозволуваме онкологија? Или, не знам, од 6 гранта за иновации, 5 ги добива внукот на некого, или, се да не набројувам, знаете и сами, мислам, доведени сме до едно такво ниво од кој се срамиме самите од себе, а сакаме да сме европјани. А дали може да не е тоа едно со друго поврзано? Ако ние стануваме подобри внатре,
и дека ќе станеме европјани. Прво да станеме подобри внатре, затоа што има една изрека, ќе ја цитирам во оригинал, како беше, каки си, ни за диси ниси, значи каков си за овде не си, а камоли за таму. Иако, пак ќе повторам, Европската унија не е тоа што овде, за жал, се продава што како бајка. Што беше или што се продава? Па и во минатата, во таа, да речам, ретроспектива, Европа е картел на елити, на олигархии, моќта не е во народот. Европскиот парламент е најбезначајната институција, иако е директно избрана од граѓаните. Моќта е фокусирана во комисијата, во советот, значи во некои повисоки инстанци. Дури во ведоа со Лисабонскиот договор и она иницијатива за референдум, тоа беше иновација. Знаете, во теоријата, и тоа сум го предавала многу години, тезата за демократскиот дефицит на Европската унија е нивна теза, и само соочување со сопствените недостатоци, тие никогаш што не успеа да го надокнадат, да го постават на поинакви основи. Бив сакал да ве прашам, консеквентно на ова, ако така ја перцепираме Европската унија, нити нашите преговори со Европската унија не се нешто особено важни, и тогаш не се ни важни ни пречките на тие преговори, како да речеме конкретно ветото од Бугарија и тој фамозен француски предлог. Веднаш ќе ви кажам, бидејќи тоа веќе го кажав и на друго место, па не е некоја ексклузива, да речем. Првата работа што, ако некој ме праша што би ја направиле како председател на Република, ќе биде излегување од договорот за добрососедство со Бугарија. И дали тоа ќе тргне пречката во преговорите? Не, ќе ги натера нашите партнери, како што ги викаат, да размислат дека оваа држава конечно си доаѓа на себе и се однесува како сите нормални држави, мислејќи на сопствените позиции, на сопственото сега глупо да речам достоинство, зашто знам како ќе биде толкувано, меѓутоа и достоинството е важно. Ние сме таму секојаш онаа страна, да не кажам која, така што во тој договор формално правно е кристално јасно, си има клаузула како се излегува, крај на приказната. Јонака ни ставаат вето, јонака нема никогаш да го тргнат. Или ако им попуштиме за едно, имаат уште 35 пати шанса да не блокираат, така што додека ние суштински не ги подобриме односите со соседите и дозволуваме некакви ликови од таа политичка сцена да не уценуваат, ние не заслужуваме се наречена држава. Добро, договорот со Бугарија лесно би го раскинале. Би го раскинале за другите. Договорот со Преспа и колку тоа лесно би одело. Јас веднаш ќе ви одговорам со една илустрација која, мислам, деновиве баш како пожар, вирално нека се прошири по социјалните мрежи. Автор е Ласко Ѓуровски, кој ја нацрта, и тоа слушајќи мене низ моите елаборации, за Бермудскиот триаголник. Македонија тоне во оној Бермудски триаголник, во водата, со надоле ја влечат трите договори. Зошто? Затоа што секоја држава плива на површина со општествен договор. Social contract, што го викаме, меѓу граѓаните кои сакаат да живеат заедно и прават политичка заедница, и тоа е уставот. Добро. Нашиот устав не постои, тоалетна хартија. И постојат некакви договори во кои ние лавираме помеѓу да ги смириме овие, да ги смириме оние, да им задоволиме вакви барања, онакви барања, и на крај си изгубивме себе си. Добро, ако го укинете Преспанскиот договор, дали тоа значи дека ќе се врати името и проблемите што 15-20 години не ги задаваше Грција? Тоа практично ме прашувам. Па практично. Ако ние тоа можеме да го направиме. Ја не знам зошто има толку многу, не вие конкретно, се ми текнува на многу колумнисти, коментатори и сите, ги бранат со грчевито, со ногти, духот на Охридскиот, духот на Преспанскиот, духот на добрососедството, значи повеќе им значи тоа отколку уставот. А уставот го срозавме во текот на донесување на Преспанскиот договор со купопродажба на пратеници, оние за кои зборувавме дека на 27 овозможија упад, немири и така натаму. Па купени, тоа го кажа
официјални Да не ве тужи личности, некој. нема да ме Да не ве тужи. истужи Затоа имам објавено труд во годишникот на ОПСЕ, можат да го читаат слободно. Имам цитати кои што рекол, како рекол, така што мене ме фрапира сите овие што се колнат во европски вредности, владење направо, за тој случај вика, па добро, ај сега, тоа мораше така да Значи европски, Па комесарот Хан кажа, ај видете таму со балкански методи решите го тоа. И како го решивме? Со балкански методи. Со балкански Добро, методи. добро, значи и потоа закон за помирување. Ајде. Практично не ми одговоривте. Дали ќе се вратат истоветните проблеми што Грција 15-20 години ги задаваше? Не, постојано ме терате Сакам да кажам да дали се соживеам со луѓето на председател. Не, да се соживеете да се соживеете со одговорноста. Да, јас значи сум треба да имате одговорен одговорност за она што го пласирате во јавноста, Значи, бидејќи сите луѓе се антиципирате нешто што не сте го ни Па прочитале нели вие во тргнувате програма. да станете председател, нели? А да, ама не сте ми ја виделе програмата. Еве ја програмата ја гледаме. Не ја Викаме гледате, вака, ќе го никој не ја раскинеме. видел, никој не ја видел програмата. Дали ќе ги раскинеме договорите? Рековме со Бугарија, одма со Грција сватив дека да. Ви реков, ако диагнозата... Дали ќе преземате одговорноста со Ако тие чекори? диагнозата е дека 3 тега ја влечат Човек, која е таа да диагноза? потоне, Тоа е фигуративно. Взимате човек има право на самоодбрана, на нагон да преживее. И Добро. ние упорно се држиме Значи, до ние- тоа што не влече удоле, зашто можда некој ќе друг не ќе ви спаси. каже напротив, тоа ве влече угоре, само друго гледа. Тоа го вика. Јас не сум го викам, а мене да, далече да, го- јас ќе бидам таа единствена што ќе го вика ова. Дека И јас не ќе ги влече надолу, спровоцирам. да, некој вика дека не влече нагоре. Јас ќе ги поканам сите против кандидати да ме убедат, односно да убедат јавноста и гласачите, бидејќи ние се бориме Знаете за како, нивните многу е полесно гласови. да застанете да ги убедувате гласачите Ама во вие се еден исплашивте дефектизам. од мојата Не се исплашив, сила, јас знам дека дека ништо ќе од тоа допрам. нема. Добро, Не винаги спорам потенцијалите да бидете председател. Добро. Меѓутоа, не е ова екс катедра, ова е политика реална. Живот е. Кога ќе се појавите Ако јас во овде зборувам кабинетот, екс катедра, ова извинете, значи. ова е зборување без Значи, ракавици. значи вие ако мислите дека влегувате од нула да ја правите државата, ќе се соочите со Не, големи не, не, фрустрации. напротив, Еве ќе ви кажам. напротив, Еве просто. не, Кога не. ќе сакате да го Не. смените името на државата, ќе се повикате на нешто, меѓутоа ќе ви треба многу широка поддршка. Таа И ја видите барам. колкава ќе ја Таа имате. ја Па не барам. знам таа така, Таа бидејќи ја луѓето барам. имаат Јас- малку и поодговор, чекај се вика. сега, Колку ако вие- глупости вие- направивме за да дојдеме до И сега нешто. дојде оваа уште поглупава. Не, Сега направивме глупости, ама оваа ќе биде поглупава ако проба да ги исправи глупостите. Чекајте. Не ви Некако се држи дошло тезата. до овие проблеми кај што сме сега. Значи, Како се дошло? Ајде сега ќе одиме екс добро, катедра, ај сега анализа, вака. немаме време. Добро, сакав ја да мислам кажам дека- колку е времето, само сакав да кажам. Па, бога ми, претеравме, ама... Ја тоа ли е терминот? Добро, мислам дека добив одговори на многу прашања. Ја мислам дека... Само требаше некој да ме информира за времето како Ги тече. испровоциравме... Саат? Ги испровоциравме гледачите, ја се надевам, да бидат полюбопитни кон Така. она што допрва ќе го кажам. Има уште многу што да се Мојата зборува. прогноза е дека јас на тие дебати ќе бидам навистина сама против сите, ама па затоа сите други ќе имаат тешки прашања да одговорат на она што јас ќе им го поставам како теза, мојата програма. Па нека повелат, нека ја убедат јавноста дека сега ни е убаво и дека само по овој пат треба да одиме. Знаете, ако се убеди јавноста во нешто, можеби не е главниот проблем. Главниот проблем е во што ќе се убеди јавноста. Па Да ете го се што е убеди убедено. јавноста во нешто што ќе отвори Вие ме... една перспектива, Вие ме... е многош потешко него да се убеди дека тонеме, Јас од ова сите луѓе интервју ќе се ќе- сватат, ќе се согласат дека тонеме. Јас од ова Меѓутоа да не интервју- вратите надежта на луѓето, да му кажете дека ова може да се направи. А да му кажете дека ќе едни десператни чекори, сега извинете малку не, јас да не. земам, дека ова ако има луѓе да ви веруваат, а верувам ќе има, Јас од нека ве ова гласат и сето интервју тоа. ќе излезам Меѓутоа- со големо чувство на зголемена самодоверба, Драго ми е. бидејќи вие веќе покажувате страв дека ваквиот настап ќе допре до здравиот разум на луѓето.
Значи, ниту сум демагог, ниту сум опортунист, ниту сум лажов. Јас сум некој Не сакам кој со етикети зборува... да Не, ставам зборувам за никому. себе. Зборувам за себе. За вас, да, не сакам. Вие ме практично прикажавте како некој што живее во некој свој свет, ќе нуди глупости, ќе турне земјата во катастрофа поголема од ова. Барем ја така го разбрав тоа што беше презент. И дека сум неодговорна. Напротив, јас тврдам дека сум многу одговорна, свесна колкава храброст треба за ова и каков радикален рез со состојбава, иначе ако сакате да се самоукинеме, окей, Вака, не морам ова јас да беше победам. добро за почеток. Луѓето ќе оценат врз основа на своите преференции дали било така и веројатно во согласност со тоа ќе се постават кон вас, било како поддржувачи на иницијативата за 10.000 потписи, било како поддржувачи или гласачи. Тоа беше Билјана Ванковска, нашата вечерашна гостинка. Со ова завршува нашиот втор подкаст. Не заборавајте да стиснете лайк, subscribe, тоа помага. Пријатно!